тој имал протоколарна средба. Но затоа денеска тие разговараа со представниците на партиите на ВМРО ДПМН и на МААК конзервативна. Ги повикувам сите граѓани, сите оние кои стојат, кои поддржуваат овие барања, овие оправдани барања, да се приклучат кон овој протест, односно да ги спречат сите немили настани, а да создадат услови за демократски диалог и исполнување на она што е оправдано барање од овој протест. Апсолутно и безрезервно им давам и јас лично поддршка, како и досега сум се залагал за правата на студентите, односно во овој случај за општа национално македонските права. Бидејќи на нас полицијата јако имаме дозвола да го поставиме шаторот, не ни дозволија. Се надевам дека и вас нема да ве спречат во тоа да ни помогнете да го поставиме шаторот денеска. Ние после завршувањето на протестите ќе го очистиме целиот Жена парк и секој од нас ќе засади по 3 дрвца за да видат екологистите дека и ние сме екологисти, не се само тие. Штрекувачите во паркот на Жената Борец го подигнаа шаторот откако полицијата не интервенираше на нивната намера. Штрекувачите исто така добија поддршка денеска и од вработените од печатницата Гоце Белчев, кој има курс разговор со студентите. Редовната пресконференција денеска се одржа во шаторот на штрajкувачите со глас во паркот Жена Борец. На новинарите им беше презентирано писмото од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на човековата околина до студентите штрajкувачи, со кое Министерството одбива да преземе одговорност за сторената штета во паркот. Ако е потребно, ние ќе го прекупаме паркот, ќе го садиме, ќе насееме трева и рузи, и ќе биде прекрасно, и хубаво ќе биде од сега што е. Беше речено дека поддршки за студентските протести постојано пристигнуваат од одделни факултети, училишта и групи граѓани, а досега над 6000 граѓани се потпишаа во книгите отворени за поддршка на барањата на студентите од Педагошкиот факултет. Вечерва делегација на Паневропската унија ги посети штрajкувачите и разговараше со нив за нивните барања. Денеска во Битола поголема група средношколци, студенти и други младенци протестираа по повеќе поважни сообраќајници против законот за Педагошкиот факултет во Скопје. Студентите опремени со знамења, транспаренти и свирки